Во Македонија да се води бизнис не е лесно. Има голем број предизвици, но на компаниите им се потребни пред се политичка стабилност и стабилни институции. Ова го истакна председателката на Сојузот на стопански комори Данела Арсовска на денешното доделување на признанијата Златна монета, кои првпат им се доделуваат на успешни македонски компании. Арсовска рече дека покрај кризата во која што се наоѓа државата, компаниите изнаоѓаат начини како да го зголемат бројот на вработувањата и да ги прошират своите капацитети. Беа доделени вкупно 24 златни монети на успешни компании. Во изминатите години, Сојузот преку реализираните проекти покажа дека е отворен за соработка, не само за бизнес заедницата, туку и со науката, младите предприемачи, академската фела и сите оние кои што со јасна визија и поставена цел вложуваат во постабилна и економски посилна Република Македонија. Таа се надева дека на почетокот на следната година ќе бидат и разгледани и реализирани сетот мерки што бизнис заедницата секоја година им ги предлага на надлежните институции со цел да се подобри бизнис климата во државата. Беа доделени златни монети во повеќе категории. Меѓу наградените компании се Пивара Скопје за најдобар бренд, додека Боми 10 доби златна монета за бизнис логистика. Градежната компанија Жикол беше наградена за најдобри стандарди за енергетска ефикасност, а компанијата Везешари доби златна монета за обновливи извори на енергија. За најдобар хотел беше награден хотелот Мериот. Turkish Airlines доби златна монета за најдобра авиокомпанија во Македонија, а меѓу наградените се најдоа и Прокредит банка за најдобра банка, како и Рамстор за грижа на клиенти. Унгарската и кинеската амбасада во Македонија добија признанија за најдобра економска и деловна соработка со домашните компании, а за локална соработка признание доби општината Лучани во Србија. Реално во бизнисот секогаш е бил тешко, е тешко и ќе остане тешко, али кога се работи со цела сила и со цела желба, човекот секогаш може да успее и на вакви тешки моменти. И јас сум горд на тоа што добиев денеска награда и со вакви начини од Сојузна комора и од другите институции, кога ценат некоја фирма, кога иде напред и успеа нешто, не обврзуваат и во иднина да работиме што повеќе и да покажеме и во иднина нови успеси. Златна монета за посебни достигнувања во агробизнисот доби Огнено Ровчанец, додека златна монета за посебни достигнувања во туризмот доби Јуксел Керим. На денешната свечена академија што се одржа во Македонската опера и балет присуствуваше и министерот за финансии Кирил Миновски.